إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, благодарноста и славата му припаѓаат на Аллах Джелле Джелалуху, господарот на сите светови. Салават и селам му донесуваме на последниот Аллахов пејгамбер и миленик Мухаммед салалаху алейхи ва селем, на негова честна фамилија, асхаби, табиини, сите следбеници кои во добро го следат до јаумуттин. Еден ден пејгамбер салалаху алейхи ва селем беше со своите асхаби, со своите избрани другари, помошници и поддржувачи. Сонцето беше ала руусил џибал. Сонцето беше на врвовите од планињето. Значи, сонцето за неколку минути заоѓаше. И тогаш пејгамбер салалаху алейхи ва селем им рече на асхабите: ма бекие мине дуња, од овој дуњалук не остана повеќе отколку што остана ова сонце да зајде. Значи, сонцето беше на врвот од планињето и скоро за неколку минути да зајде. И пејгамбер салалаху алейхи ва селем го користи тој момент и прилика да им символизира и објасни практично и илустративно: ма бекие мине дуња, од овој дуњалук остана колку што остана она сонце да зајде. Значи, дуњалукот многу брзо заминува, исчезнува и од него останало многу малку. Затоа, кога ќе бидат луѓето проживеани, Аллах во Куран азиму шан вели: "Кале кем лебистум фил ард", колку бевте на земја. И тие ќе речат, и ние ќе речеме: лебисна јаумен ел баба јаум. Ќе речеме: останавме ден или нешто од ден. Аллах Джелле Джелалуху ќе рече: бел лебистум адада синин, вие останавте на дуњалук со години. Меѓутоа, човек која ќе умре и ќе биде проживеан, тогаш дуњалуков од 80, 60 и горе или доле години ќе биде само ден или нешто од ден. Дуњалукот брзо заминува и исчезнува. Аллах Джелле Джелалуху спомнува примери во Куран азиму шан за да ни стави до знаење што е дуња. Вели Аллах Джелле Джелалуху: иннема мефелул хајати дуња кема, во сура Јунус. И Аллах наведува пример на дуњалук сличи пример на вода. Зошто баш со вода? Улемата, учените луѓе знаат да зборуваат и коментираат. Вика Аллах Джелле Джелалуху ја спореди ова дуња со вода, бидејќи водата, ако ја оставиш за еден краток период, ќе испари. Водата, ако е во доволна количина, е рахмет. Ако е во преголема и прекумерна количина, тогаш е казна. Ако Аллах спушти дожд во одредена количина, тоа ќе биде рахмет и берекет.
Ако Allah пушти во прекумерна количина, тоа ќе биде потоп и поплава. Водата можеш да ја држиш во раце, меѓутоа не можеш да ја фатиш и зграпчиш. И тоа е дуњалук. Ти можеш да имаш конто, кола, куќи и све, ама не се твои. Не можеш да ги изграпчиш, како што водата. Ти можеш да наполниш во буре или да ја држиш во дланки, меѓутоа потруди се да ја фатиш, ќе ти се излее низ прсти. Примерот со вода, со дуња, дали може човек да оди низ вода и да не се намокри? Рече Иса алейхиссалату вассалам, дали може некој да трча низ вода и да не се намокри? Рекоа не може. Дали може човек да живее на дуња, а да нема гревови? Значи човек мора да греши, али мора и да чини туба и стигфар. Тоа е пример со дуњалук на вода, кема и анзалнаху мине сама, вели Аллах джеле джелалу, примерот на дуњалук е како вода, која вода ќе ја спуштиме над некоја исушена земја и потоа и го враќа животот, потоа за известно време ќе пожолте, на крај ќе дојде ветер, фатадаруху хешимен, како што велела во Куран, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. И на крај ќе дувне ветер и све што било, све ќе го летне. Затоа дуњалукот, оној кој го сватил, тој знае дека дуњалукот е само станица и ахиретска нива, каде се купува пилет и се сее ахиретско семе за на ахирет. Ибн Аббас, најпознатиот и најучениот хибрул умме, маслило на овој уммет, познавачот на Куранот Азимушан, Ибн Аббас радијаллаху анху вели, јута би дуња, на идниот свет, Аллах джелле джелалуху јута би дуња, кел аджуз, ќе биде донесена ова дуња во форма на старица, со искршени заби, со искривена кичма, со изгубена кожа, со грда фаца и деформиран изглед. Луѓето ќе почнат да бегаат од неа и да се гадат од неа и да се грозат. Фајукалу лехум, па ќе им биде речено, етарифуне хадихи. Дали ја познавате која е ова старица, ова грдотија? Калу ла, ќе не. هذه التي تفاخرتم وتحاسدتم وتقاتلتم ова е таа за која вие се мразевте. Ова е таа за која вие се фалевте, се убивавте, пролевавте крв, кинете односи брат со брат, фамилија со роднина. Ова е таа. И тие ќе тогаш ќе почне да се кајат, проклети да бидеме, сами себе ќе се псујат, зарем за ваква грда, старица, безвредна особа, да го трошевме животот во неудобилля. Тоа е дуња. Еден асхаб му рече на друг асхаб, таала меје урике дуња. Дојди со мене да ти го покажам што значи дуњаво. И го зеде и го однесе во депонија. Го однесе каде што се фрла смет, џубре, измет, сите најнепотребни работи, коски и ред други работи. Хадихи дуња, ова е дуњавок. Овие коски, овие работи, некогаш луѓето ги јаделе, се хранеле со месо, пиеле млеко и ред други работи. Кога ги искористија, ги фрлија на смет. Така и ова дуња. Ништо не е друго освен смет. Освен оној кој ќе ја свати место за добри дела, место да го спечали ахирет. Затоа пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем многу пати донесе практичен пример за илустрација на дуња. Па рече, мет дуња, еднаш влезе Омар радијаллаху анху, кај пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем, а пегамбер беше на рогозина, неговото тело беше излупено, бидејќи да спиеш на тврдо. И кога го виде Омар радијаллаху анху, почна да плаче и да го жали на пегамбера саллаллаху алейхи ва саллем. Му рече, ја Расулаллах,
ti Boži pejgamber, najsakano stvorenie kaj Allah dželle dželaluhu, milost po celo čoveštvo, priježnja tvrdo i ti se posrvenila bočната strana od tvrdotija i pejgamber sallallahu alejhi ve sellem го слуша. Рече, додека персиските, византиските кралеви на дивани, на спални, на кадифе, на свила уживаат, тогаш пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем му рече: "Далике каум аджалет тајбатукум фи дуња." Тоа е народ кој Аллах им дава добро на дуњалук, а нам иншаллаху таала Аллах ќе ни даде на ахирет. Мали вали дуња, ја што имам со овој дуњалук илла керакиб, освен како патник, како јавач. Раха истазалле тахте шаџара, кој ќе застане под едно дрво да се одмори под неговата сенка, умма раха фатаракаха, и ќе се одмори за еден краток период и потоа ќе продолжи својот пат иншаллаху таала до главна дестинација, до кај аршот на Аллах џелле џелалуху. Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем вели: "Мед дуња фил ахире", овој дуњалук сличи во однос на ахире, kemen jeđale hadukum isba'ahu fil jam fel janzur fima yarja, kako neko od vas da zeme prst i da go stavi u voda i da go krene, što će ostane na tvoj prst od ten malku kapka voda. I to ovoj dunjaluk vo odnos na ahiret, na idnio svete samo kapka od okeana. Zato moramo da go shvatimo dunjaluk kako što Allah dželle dželaluhu go opišува: "Ya'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu." I znajte дека дуњалук е само игра и забава, вазине и разубавување, ватефахурум фил амвал, ватекафурум фил аулад, надпревар, борба, кој повеќе ќе има, кој повеќе ќе натрупа и ќе нагомила богатство, ватекафурум фил аулад, и кој повеќе ќе има деца. Тоа е дуњалук. Меѓутоа, дуњалукот мора да се искористи, како што пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем спомнал дека дуња бахрун амик, овој дуњалук е големо море, многу луѓе се удавиле во ова море, нека иманот, добрите дела, верата во Аллах Џелешану ни биде наш багаж со кој ќе се сретнеме на ахирет. Да го спомнам уште овој пример и ќе завршиме иншаллаху таала. Исламскиот научник Ибн Кајим ал-Џаузи рахимахуллах наведува најпрактичен и најинтересен пример кога е опрашање дуња, па вели: "Иннема меселу хајат дуња ке каумун." Примерот на овој свет сличи како еден брод на кој се скачени луѓе и на него има капетан. Тој брод патува и стигнува до едно пристаниште, стигнува до еден остров, па капетанот им се обраќа на луѓето и им вели: "Слезете од овој брод на овој остров, соберете што ви е потребно, храна, пиење, јадење за продолжување на нашиот пат. Утре во 8 часот тргнуваме. Не заборавете, слезете од овој брод, земете багаж, соберете плодови, шумски и слично, за потоа утре во 8 часот тргнуваме во нашиот пат." Луѓето слегуваат од овој брод, на тој остров. Оние кои ја сватиле таа суштина, тие земаат она колку што им е потребно за багаж и знаат дека во 8 саат е терминот за тргнување. Оние кои се занесле, тие слушаат пеење на птици, гледаат барборење на избори, па не знаејќи што да земат, трчаат далеко и занесуваат и забораваат дека во 8 часот е терминот. Па некој полнат од багаж кој нема да им користи, и кога утре 8 часот веќе бродот тргнува, половина или појчето од нив веќе се загубиле, повеќето од нив се занесли и заборавиле дека треба да патуваат. Тоа е пример на дуња. Дуњалук е остров, каде се зема секој од нас багаж за понатамо. Некои заборавиле дека ќе умрат, некои заборавиле дека треба да примат багаж, нашиот пат продолжува во гроб, а потоа и следба кај Аллах џелле џелалуху. Го молиме Аллах џелле џелалуху со неговите убави имиња и совршени својства, да Аллах џелешану кога ќе направиме добро дело да не награди, кога ќе сгрешиме Аллах да ни прости. Аллах џелешану да ги очисти наши нијети, наши срца и наши зборови и тела од лошотилук, да Аллах џелле џелалуху не ги прости наши гревови и се смилува на наши умрени. Овој уммет го заакне, му даде рахмет и милост, да Аллах џелешану даде радост и веселост и среќа на лицата на муслимани ширум свет, да Аллах џелле џелалуху ја забрза неговата победа, да Аллах џелешану не упати во правење на добри дела,
да Allah Đelešanu dozvoli umrme со šehade do usta i na sudnji den oživeme i budemo oživeni jome tebjedu vujuh su beli lisa pred Allah Đelle Đelaluhu i budemo proživeni u društvu sa našeg pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sa njegovite ashabi, tabi'in i svi to iskreni sledbenici na ovoj din. Neka Allah Đelešanu ne napred kabule maglu sitni ibadeti koji mi činimo u imena Allah Đelešanu pa ne dade kuvjeti moć da go dočekame i ramazanski Bayram inshallah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru dawana